Актуелните случувања во Македонија и околу Македонија, причините поради кои земјата се наоѓа во оваа ситуација и кои се условите за излез од моменталната ситуација беа дел од темите на трибината, која синоќа се одржа во малата сала на Центарот за култура во Битола. На некој начин да се обидиме да направиме некоја анализа и што е она што би било логично и потребно да се случува и да се преземи во Македонија за да се излези од оваа ситуација. Значи, пред се битно е да се посочат оние проблеми, каде се тие проблеми, кој ги создава и како на тој начин да можеме да излеземе од оваа ситуација. Дали Македонија треба да продолжи со евроатлантските интеграции беше едно од прашањата на кое гостите дебатираа со битолчани. Со една идеја да се отвори дискусија за една тема за која што во Македонија на прилично нездрав начин се инсистира дека не треба да има дискусија. Тоа е односот кон Европската унија, кон интеграциите. Ние гледаме дека во медиумите, во политичката сцена, во политичките партии, буквално таа дебата е застаната, не е ни почната чистито како што треба, во време кога се случуваат тектонски пореметувања, како во самата Европска унија, која што трокира сериозни, се соочува со сериозни проблеми, така и во низиниот однос кон Република Македонија и со актуелниот процес на дестабилизација кој што ни се случуваше во текот на изминативе година и пол. Нас Европска унија не ни треба. Нас Европска унија ќе ни донесе само лошо, само зло, ќе ни донесе да ситуација како во другите земји членки на Европска унија, буџетот кој е од нас граѓаните и даден на власта која сме огласиле, без разлика од која партија, да не ја контролира таа власт, на која ние сме дале аванс да работи за нас, да не води, туку ќе го владее тој буџет некој странец кој не го не знаеме, кој не сме го ни бирале и не знаеме какви има кон нас интереси, односно намери. Така да прво тоа, а второ мислам дека ние во Европска унија никогаш нема да влеземе. Организаторите од Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите велат дека поводот за оваа трибина била поттикнување на разговори и дебати на овие теми, за кои треба да се слушне мислењето на граѓаните.